Малешевскиот говор пред еден век сочуван во народните песни на Станко Костовски доби своја историско-диалектолошка анализа од беровецот Илија Бетински Малеш, кој живе и работи во Белград. Песните се собрани во 1899-1900 година од тогашниот српски учител, иако македонец, србизирано презиме, Станко Костич, односно нашиот Станко Костовски. По 58 години македонистот Тодор Димитровски ја средува збирката, но според Бетински, тој го адаптирал беровскиот јазик на литературниот, така што збирката го изгубила автентичниот малешевски говор. Кога ја работев книгата за беровскиот говор, јас дојдов и до таа збирка, што беше објавена 1959 година, и тогаш, бидејќи дознав дека се наоѓа во архивот на Белградската академија на науките, посакав да ја видам оригиналната збирка и според неа да направам нова збирка, односно истите песни да им ставам акцент, да ги направам беровски, малешевски и да го обработам говорот диалектолошки. Оваа книга го спасува од заборав беровскиот говор од пред 115 години. Со тоа се надоврзуваме на една претходна убава традиција и на беровците да си го чуваат и сакаат својот роден говор, и на диалектолозите генерално во Македонија, бидејќи диалектите се нашето богатство и треба да не да ги сметаме само како нешто што не е литературно и стандардно и што не треба да се зборува, туку буквално како носители на нашето духовно културно наследство. Новата книга на Бетински е во издание на Институтот за македонски јазик Кирсте Мисриков. Претходно ја објавивме и неговата книга Беровскиот говор, која што дава една исцрпна лингвистичка анализа на беровскиот говор. Диалектите се богатство на еден јазик и непресушен извор на стандардниот јазик. Научниците се согласни дека диалектите треба да се чуваат, а трудот на Бетински е уникатен пример како се сака и почитува мечениот јазик. Инаку актуелните состојби со македонскиот јазик ќе бидат и тема на трибината која ја организира Институтот за македонски јазик на 31 август, на која треба да учествуваат научници од областа на јазикот од МАНУ и Филолошкиот факултет.